Велат дека е најстариот град на Балканот, препознатлив по мостовите и кулите, вкусната пастармајка и гостопримливите домаќини. Но од минатата година, градот сместен во грлото на изгаснат вулкан е познат и по културната манифестација Златни денови, која викендот што помина по втор пат го разбуди Кратово. Носталгија во вид на печена пченка, розова волна на стапче и тезги со автентични македонски сувенири, надополнети со музичка програма за сите генерации. Кога гледаш публиката дека е радосна и дека пее заедно со тебе, како да добиваш некој вирус од кој што тешко можеш да се ослободиш, онака не постои ниту антибиотик, ниту антивирусна терапија која што ја дава сцената. Значи, штом се качиш еднаш на сцената, тоа е тоа. Сакам по Најмногу ги сакам овие собери, баш и ваков тип на концерти, бидејќи некако поубаво чувството е кога, не само кога е на отворено, туку кога имате бенд, кога имате голема сцена, кога имате публика од 7 до 77. Секогаш расположена за дружба од ваков тип, а за кратовска пастармајка? Си е пробала ли кратовската пастармајлија? Не, искрено. За сите како Елена, во продолжение детална подготовка на кратовска пастармајка. Пиес не е препорачливо за гурмани со слабо срце. Ако помисливте дека ја носиме за да скришно сами дегустираме, се лажете. Ја однесовме како подарок за добре дојде на хедлайнерот на овогодинешните Златни денови, Момчило Бајагич Бајага, кој секогаш е расположен за вкусен залак. Секогаш, освен пред настап. Ништо се не јаде, нарочито не ово што има месо, јас сам веган, значи едем све што нема очи. Шалим се, ние, него ручили смо pre odmora, pa smo odmarali, a volim pastramalije i to je super, nego sad nisam gladan trenutno. Во тој случај вкусниот деликатес ќе го чека по настап. Неговите колеги обично се жалат дека при секое доаѓање кај нас качуваат по некој килограм. Дали е таков случајот и со него? Ja za sad sam kratko, pa se nadam da neću da kačem neko kilo, ali mislim da nije, jer Makedonija po meni najbolje ima predjela. Znači, meze, sve što je pre onog glavnog jela, to je fenomenalno i bolje nego bilo gde na svetu. Мезето, колку и да му е драго, сепак не е неговата прва асоциација на Македонија. Moja prva turneja u životu bila davne 1978. sa ribljom čorbom i prva turneja bila po Makedoniji. Tako da prvi put kad sam uopšte išao na turneju bilo u Makedoniji i onda me uopšte sve što je vezano za svirku vezuje za Makedoniju. Верували или не, ова беше само третина од вкупната тридневна програма на Златни денови 2015. Звучи како да е невозможно човек да не е задоволен. Уште повеќе ако тој човек е таткото на градот. Мислам дека од година во година бројот на посетители се повеќе се зголемува и ќе се настојува, значи, да на оваа сцена дојдат не само познати наши домашни пејачи, него и од соседните земји. Сметали дека ова е вистинскиот начин да се развие алтернативниот туризам? Мислам дека збогатувањето на културниот живот со оваа манифестација и со други манифестации што ги правиме во текот на годината, можностите се огромни за развивање на алтернативниот туризам и за посета на туристи не само од нашата земја, туку од надвор. Ќе се согласиме, Златните денови се убав повод да се посети Кратово. А кога веќе сте таму, верувајте, ќе најдете уште мал милион причини за да го продолжите викендот, барем на уште недела дена.